Напредува изградбата на кружниот тек кај Јавона. До сега е изграден скоро половина. Формиран е дел од кружниот простор и коловозната лента по која ќе се движат возилата во правец кон улицата Благој Ѓорев. Речиси секаде се поставени и новите рабници на улиците кои ќе ги спојува кружниот тек. Денеска се работеше на подлогата по која ќе се движат возилата. Изградбата на кружниот тек предвидено е да чини над 6 милиони денари. Парите се обезбедени од општинскиот буџет. Градежните работи треба да завршат до средината на идниот месец. До сега се проширени и сообраќајниците кои ќе ги регулира кружниот тек. Поради ова е одземен дел од просторот пред фонтаната, како и површината пред железничката зграда. Претходно, ова место се користеше како стојалиште за такси возила. Од локалната самоуправа велат дека изградбата на кружниот тек значително ќе го подобри одвивањето на сообраќајот. Со него ќе се зголеми и безбедноста на пешаците. Оваа крстосница е направена за сообраќај кој што се одвива пред 50 години во нашиот град. Со зголемениот број на возила, со зголемениот број на жители во нашиот град, се наметнува потребата да најдеме едно техничко решение кое ние успеавме да го добиеме. Такси превозот ќе биде преместен, станиците за такси превоз ќе бидат преместени на долниот тек, едноставно од левата и од десната страна ќе нема веќе такси стојалишта, односно ќе бидат улиците комотни за фреквентен сообраќај што ги собива. За изградба на кружниот тек беа отстранети и неколку времени објекти. Според идејното решение, паралелно со изградбата ќе се обнови и фонтаната. Предвидено е да се гради и нов паркинг во непосредна близина кој треба да ги надомести слободните места што ги одзема кружниот тек. Во високите градски зони од левата и десната страна, но и дел од периферните населби, се уште има дел од водоводните линии кои треба да се заменат за да не се појавуваат чести дефекти во мрежата. Ова го потврдуваат и од јавното комунално предпријатие Дервен. Велат дека имаат листа на приоритети и по неа се работи. Од предпријатието објаснуваат дека тоа најчесто се стари салонитни цевки кои е потребно да се заменат со нови. Со МЕА проектот, кој општина Велес го зема пред повеќе од една деценија, предвидено беше да се заменат сите линии, но тогаш надлежните не успеаа во тоа. Тоа има доста линии што треба да се сменат. На оваа страна имаме и други линии таму на Гај Богдан Костев. Од десната страна Чигеро Чучук, Гимиџиска, Васил Главинов, Промајска. Има доста што треба да се сменат, али не можеме се наеднаш да раскопаме или цел град да го раскопаме. Ќе ги менјаваме како што имаме и можности и средства и колку располагаме со работна рака. И на Куденовиве започна да се поставува нова водоводна линија на улица Орце Шутев. Со проектот ќе бидат опфатени и сите кракови во вкупна должина од скоро 400 метри, на која ќе има околу 100 приклучоци. Реализацијата чини нешто над 100.000 евра, пари кои ги обезбеди јавното комунално предпријатие Дервен со помош на општината. Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е денеска подсети на 15 септември во 2002 година. Подмладокот на партијата смета дека овој ден за секогаш ќе остане забележан во македонската политичка историја како ден што символизира на најголемите лажни ветувања искажани од СДСМ и Бранко Црвенковски. Поради овој ден не смееме да заборавиме на криминалната приватизација, создавањето на Октополот, олигарсите, стотиците затворени фабрики, илјадници невработени. Не смееме да заборавиме на Порцеланка и тепаните работници кои си ги бараа своите честно заработени плати, на Свилара и на Велеспром, на Лозар и Графичар. Подсетувањето на 15 септември, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН го реализираше кај крстосницата Панини. На рекламно пано беа испишани најголемите афери во владењето на СДСМ. Се делеа и флаери со најголемите 100 промашувања на партијата. Подмладокот на ВМРО ДПМН направил испоредба меѓу денот на шегата и 15 септември. 15 септември е ден за подсетување на политичката неодговорност. Ден кој секогаш ќе не навраќа на лесните, лажни и неисполнети ветувања. Граѓаните не заслужуваат нови денови како 15 септември. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН велат дека никогаш во иднина нема да се дозволи ниту на Велес, ниту на државата да им се повторат датуми како 15 септември.
Градскиот ракометен клуб Борец на прагот да донесе големо засилување во своите редови. Се работи за искусниот и докажан македонски интернационалец Раде Стојановиќ, со кого управата има интензивни контакти во престојната сезона да биде дел од играчкиот состав. Левиот бек со богато меѓународно искуство вчера пристигнал во Велес и го одработил првиот тренинг со екипата. Она што засега го дознаваме е дека тој најверојатно оваа недела ќе тренира со Борец. Голема е веројатноста да биде во составот на Велешани во првото коло против екипата на Металург 2. Сепак официјална потврда од Борец засега нема. Тие ниту ги демантираат ваквите најави. Се шпекулира дека Стојановиќ ќе има отворен договор кој предвидува можност без обештетување да ја напушти екипата доколку обезбеди трансфер во странство. Инаку пикерот Дарко Јанев и голманот Александар Стојановски се играчите кои досега го засилија Борец. Од клубот вела дека преговараа со уште неколкумина ракометари кои евентуално би го засилиле играчкиот кадар пред стартот на првенството кој е закажан за викендов. Борец игра на домашен терен во спортската сала Гемиџи. Надпреварот против Металург 2 е закажан за во недела од 18 часот.